Уште едно отворено студио посветено на локалните избори 2017 година. Со мене во студиото е Стефчо Јакимовски, актуелен градоначалник на општина Карпош, кандидат од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, председател на партијата Гром. За жал, неговиот против кандидат Стефан Богоев, кандидат на СДСМ, немаше време да учествува во оваа дебата, иако одложена токму во насока на тоа да може да се обезбедат двајцата против кандидати, да може да се развие една плодна дебата за иднината на општина Карпош. Сепак, нема да ја оставиме општина Карпош, да не ја представиме пред гледачите. Добро вечер пред се за вас. Добро вечер. Против кандидатот не најде за сходно да биде вечерва тука со вас во студиото, но па тоа, и како што реков, сметам и дека не е етички да дојде, веројатно треба да му ставите две столчиња, едното пратеничкото, другото градоначалничкото за кое што се бори. И јас сметам дека да функционираш по принципот АПП, ако пројде, да седиш во пратеничка фотелја и да бараш градоначалничка фотелја, ова воопшто не е екскурзија, да после тоа, ако успееш да ги излежаш граѓаните, ги излежаш, ако не, ќе се вратиш назад и ќе се зимаш платичка од 100.000 денари. Сметам дека ова е навистина одговорна работа и јас сум одговорен човек. Значи, ако идеме во кандидатура за градоначалник, тоа со целиот капацитет, со своите умствени и психофизички познавања, како и било какви калкулации се влегува кога се сака да се нуди нова визија, нов програм за граѓаните на општина Карпош. Очигледно во недостатокот на визија и програм, како и решение за проблемите што ги имат граѓаните на општина Карпош, некој се седи на две столици и нормално е да бега од вакви дебати, а јас мислам дека не само што е добро што бега, туку и што не е етички воопшто да се појавува на ваква работа. Добро, да продолжиме со она што се ваши приоритети, ваша програма за овој следен мандат. Што е она што би го продолжиле, бидејќи ја имате, нели, претходната функција исто градоначалничка, и што е она што е ново со што настапувате во вашата кампања пред граѓаните од аспект на инфраструктурата право? Јас гарантирам дека до 2021 година сите фасади ќе бидат во Карпош енергетски ефикасни. До сега сме направиле некаде околу 54 згради со енергетски ефикасни фасади. Улиците, тротоарите, рабниците, готово 97% случаеви се целосно реконструирани. Значи, од 14 местни заедници, веќе во 11 имаме комплетна реконструкција на целата инфраструктура во тие местни заедници. Останува уште, значи, мали проблеми. Продолжуваме со реконструкцијата на крововите, азбестните кровови, лимовите што ги доделуваме на индивидуалните домакинства, како и замена на азбестните кровови во колективните стамбени згради. Продолжуваме со поддршката на граѓаните за замена на лифтовите. Продолжуваме со стипендиите за талентираните ученици и спортисти. Продолжуваме со бесплатните ужинки и бесплатните екскурзии. Продолжуваме со поддршка на спортот, на социјално загрозените семејства, на лицата со посебни потреби. Продолжуваме со сите оние проекти што значи изградба и реконструкција на паркови. Ако ви кажам дека за овие години 84.000 метри квадратни се направени нови парковски површини на територија на општина Карпош. Тоа е веќе оној дел од екологија кој што ми беше следно да ве прашам како. Досега сме засадиле 10.480 дрва, а оние приказни што се кажуваат исечени се само 136 дрва, кои што биле суви, кои што биле навалени, кои што сметале во училишта или пак биле сметале на трасиран пат кој што е определен со урбанистички план. Значи, тоа се 136 во однос на 10.480 насадени дрва. Значи, продолжуваме со сите тие проекти и нормално дека ние за ова што досега сме го сработиле, сме го добиле тој мандат во 2013 година. За новиот мандат имаме нова понуда према граѓаните на општина Карпош. Таа нова понуда се базира на 5 основни прашања. Првото прашање е дека во Карпош повеќе нема да има
смет околу контейнерите. Ние таа битка со комунална хигиена не можеме да добиеме, очигледно тоа предпријатие лошо функционира. Постојано имаме смет околу контейнерите. Наша заложба е да сите контейнери ги ставиме под земја со автоматики, да не може оние што собираат секундарни суровини да ги расфрлаат на сите страни. Ке мислиме и за нив, ке се селектира тој отпад, да има леп и натаму и за нив. Втората работа, што е за нас битно, е паркирањето. Најголем дел граѓаните кои што живеат Карпош 1, оној дел што гравитира према општина Центар, например, вработените во јавното стамбено предпријатие или ПУИК, како што популарно го велиме, сите тие паркираат на територија на општина Карпош, по улицата Орсе Николов, по Крагуевачка, Тито Вужичка, малите улички, значи малите улички и така натаму. Вработените во специјалното јавно обвинителство. Дори јас со допис се обратив до нив да си побарат картички од општина Центар, веројатно ќе им дозволат да се паркираат на тој дел од општината. Сите тие паркираат вамо, тоа се преку 200 вработени во специјалното јавно обвинителство. Згора на тоа, граѓани кои што имат второ и трето возило, за кои што мора да платат полна цена во општина Центар, тие ги паркираат на територија на општина Карпош, како и вработени во општина Центар, кои што ги оставаат возилата па пешачат до своето работно место. Следна таква точка ние Министерството за економија, дел од вработените ги оставаат своите возила кај млечниот ресторан. Так. Имаме проблеми со болницата 8 септември. Нас ни е драго што таа се развива во клиничка болница. Фреквенцијата е огромна на граѓаните кои што доаѓаат секојдневно на прегледи, но и на посети, и тие своите возила ги паркираат најчесто во околните улички во Карпош 3 и се загрозува нивниот живот. Исто тоа и со трговскиот центар во Карпош 4, така што значи и за трговскиот центар за Карпош 4 исто така предвидуваме решение. Следното такво место, значи, како што реков, болницата 8 септември, тука е гужвата што ја прави Ситимол. Према граѓаните на Карпош 3, особено румунските кули по улицата Карпошево Востание, како и кулите, деветкатниците по партизански одреди, односно Волгоградска во близината на Карпош 4 и трговскиот центар Антико. И тука влегува и Порта Влае. Тамо е, значи, веќе и граѓаните кои што живеат во тој дел, во индивидуалните стамбени згради, бидејќи се тие четворки бараки, секој веќе има 2 па и 3 возила, како и граѓаните кои што живеат во Порта Влае и оние што доаѓаат во кафетериите, дуќаните, вработените во тие кафетерии и дуќани и така натаму. На сите овие места ние планираме да поставиме платформи. Платформите да бидат со далечински управувач, само да можат и некои улици исто така ќе поставиме рампи во кои што само граѓаните од тој дел од општината ќе можат да влегуваат, си имаат далечински управувач, кој ќе им дојде гостин, ќе излезат, ќе му отворат, што значи дека нема да биде ограничено да можат нивните гости да си дојдат. Збориме за сервисните улички помеѓу зградите. Сервисните улички, например, во Карпош 1. Так. Истото го зборуваме за таму ќе има покрај платформи, ќе има и некои сервисни улички ќе бидат затворени, кај што ќе може само граѓаните од тој дел да паркираат. Истото го зборуваме и за млечен ресторан. Ќе поставиме повеќе платформи. Истото трите паркинзи пред 8 септември, како и некои улички во тој дел на Карпош 3 и платформи позади румунските кули на Карпошево Востание. Оние згради кои што се деветкатниците на Волгоградска, сите тие паркинзите прво ќе ги реновираме и потоа се поставуваат рампи за да не може да се влегува внатре да не влегуваат вработени од Ситимол и други граѓани на нивните паркинзи во тој дел. Јас сум ве гледал, вака се извинувам што ја прекинувам. Јас сум ве гледал, нели, и преку мојата работа и преку моето движење низ општина Карпош. Ве гледам наутро. Шетате помеѓу граѓаните, возите велосипед, комуницирате со нив. Ова се дел од разговорите со нив што произлегуваат оваа програма. Што се нивните приоритети? Морам да ви кажам дека ние најголем дел од проблемите на граѓаните ги знаеме, искрен да бидам. За еден дел од тие веќе сме подготвиле проекти, за еден дел веќе се распишани тендери, за еден дел ни требало можеби малку повеќе време, да подсетам, минатата година 2 пати се распишуваат избори, па не се формира влада 8 месеца, па сега пак имаме избори. Сето тоа нас не кочи во изработка на проекти, во тендерски постапки и тоа ни одуговлече ефикасноста во работата на локалната самоуправа, како и приходите во локалната самоуправа. Значи, најголем дел од тие проблеми ние веќе сме ги нотирале.
Но морам да кажам дека овој изминат мандат ние го посветивме на решавање на инфраструктурни проблеми. Канализации, водоводи, улици, патишта, фасади и така натаму. Значи сега овој мандат го посветуваме најмногу на решавање на проблемите со сметот и на решавање на проблемите со паркирање. Како што ви реков, значи тука влегува и трговскиот центар Антико, влегува Порта Влае, паркингот пред Порта Влае, по должината внатрешно на Порта Влае ќе има вакви платформи, како и една катна гаража која ќе изгради општината и ќе биде бесплатна за граѓаните од тој дел на Порта Влае и на Влае кој што гравитира према булеварот Васил Чакаларов. Добро, под ваше така ингеренции се и неколку приградски населби, не се само овој дел. Значи Злокуќени, Бардовци, Нерези исто така. Следната за нас трета битна точка тоа е екологијата. 2021 година Карпушки има 1.000.000 квадратни метри зелено. Токму тоа беше едно, нели, ајде да не ги кажем критиките и она борба пред овие локални избори, нормално, нели, се користат сите платформи во однос на интернетот, пропаганди или не пропаганди кои што се прави. Веќе не зборуваат за зеленилото. Така, се зборуваше за зеленило, се зборуваше за градба, за број на висококапници. За сечење дрва и така натаму. Апсолутно. Сега кога граѓаните во оваа изборна кампања интензивно слушнаа дека само 136 дрва се сечени, а 10.480 се насадени, кога мојот против кандидат на секоја слика, на секоја пресконференција позади него зеленило како да ја во прашума. Значи, наистина е смешно тоа нивно обвинување. Кога граѓаните дознаат дека општина Карпуш има 11,7 квадратни метри по глава на жител зеленило, а светски стандард е 7 метри квадратни по глава на жител. Односно, ние имаме 738.000 метри квадратни зеленило, во кој што не влегува парк шумата водно, не влегува новиот дел од паркот. Тоа е од зоолошката градина. Дали тоа влегува во тој дел или не, бидејќи се знаеме, ви имате ви природно тука. Паркот што иде до Александар Палас не влегува десната страна на Александар Палас, која не е уредена, ама не е градба, туку е се површини кои што не се уредени, так. Не влегува Зајчерит, Бардовци, значи зборуваме само за Блоковско и Кејот на Варда исто и Блоковско и булеварско зеленило кое го косиме, значи кое се зеленило се одржува. Зборуваме само за такво зеленило во општина Карпуш, ово другото воопшто не разговараме. И ние велиме дека добро, ова прашање го нотираме. 2021 година Карпушки има 1.000.000 квадратни метри зеленило, односно тоа ќе биде 16 метри квадратни по глава на жител, а тоа е значи 2,3 пати повеќе од светскиот стандард. И јас во целата ова моја изборна кампања веќе 15 дена моите против кандидати ги повикувам да искочат и ајде да измериме колку ни е зеленило во најнапаѓаното место Карпуш 4 имаме зеленило и да измериме колку има зеленило од Рузвелтова до Плоштад, од Делинденска до Вилите на Водно, значи со тој дел Црнич или Пржино, како му доаѓа, значи тој цел централен ден, вклучувајќи им го и Капиштец, ако имате 1 квадрат зеленило, повеќе, водно само на една местна заедница. Само на една урбана заедница. Карпо 4, јас се откажувам од мојата натамошна борба за градоначелник. Значи, ова го зборуваме 15 дена, ги прозивам и ги нема 15 дена воопшто да одговорат, што значи дека, значи, таа нивна флоскула дека Карпо се уништува, зеленило, нема зеленило и така натаму, апсолутно не држи. И интересно е што против кандидатот, секоја негова фотографија, секоја негова слика е позади зеленило, позади дрва и така. Ајде вака сега, се спротивставите на времето. Не кажавме за третата работа, за четвртата така? работа. Значи, не кажавме за бесплатните полагања за возачки испит и прва помош и лекарски преглед за младите жители кои што навршиле 18 години 2016-2017 и натаму секој полнолетен граѓанин, општината му плаќа полагање за обука за возачки испит. Зошто? Затоа што најголем дел услов за вработување е и имање на возачка дозвола. Досега бабите, дедовците частат за 18-ти роден ден и така натаму. Тоа е еден голем придонес кон овие млади луѓе. И втората работа, тоа, односно петата работа, се поддршката на младите брачни парови. Позади Зајчерит имаме државно земјиште или така наречен владен програм, кој што ние ќе го ставиме во функција на младите брачни парови. Ќе испарцелисаме парцели од 150 до 200 метри квадратни, каде што ќе има типски куќички од 40, 65 и 80 метри квадратни. Земјиштето ќе биде без пари, комуналии нема да се плаќаат, производната цена е толку околу 350 евра по метар квадратен. Целата инфраструктура ќе ја донесе општината, значи тоа ќе биде прва типска населба направена од локалната самоуправа овде во
во Република Македонија и каде што замислете 40 квадратна куќичка ќе можете да добиете некаде за 14.000 евра со 150 квадрата двор. Тоа е многу битно за младите брачни парови, а потоа впрочем и јас во Влаја имам купено барака кое што имаше 37 метри квадратни, а сега е куќа од 112 метри квадратни. Јасно. Значи, кога си млад, кога немаш доволно средства, треба да прибереш, значи зимаш кредити и така натаму, потоа едниот брачен пар се вработува, вториот брачен Јасно, пар, јасно. значи со искуството Но и така тоа натаму. е многу добра идеја. Имаме исто така и во делот на касарната Илинден и имаме веќе две стамбени згради кои што се на државно земјиште и кои што нема да ги продаваме, туку ќе ги дадеме исто така за млади брачни парови кои што нема да чинат повеќе од 550 до 600 евра по метар квадратен и тука негде над 80 брачни парови ќе може да добијат релативно поволни станови за нив да може да си го свијат своето семејство. Го отворивте муабетот, разговорот за млади брачни парови, тоа значи и нови деца. Јас се сеќавам дека вие се спротиставивте на зонското паркирање, потоа се спротиставивте на отварањето на градинките во две смени, но тоа вака ме носи кон другото прашање, има ли доволно број на градинки, каква е таа состојбата во општината? Прво да разјасниме, јас Затоа ги спомнав и овие приградски населби кои што се дел од општината, а еве ќе градите уште една. да рачистиме. Јас не сум против работење на градинките во две смени. Јас тоа го поддржувам. Спомнавте за И сметам капацитетите дека е добра идеја, меѓутоа на градинките немаат капацитети. Оние што тоа го предлагат треба да Подготовката треба обезбедат да биде, дополнителна работна сила, негователки, воспитувачки, куварки, па и чувари, бидејќи треба да се работи навечер до 22 часот. Тие велат дека се работи до 21 часот, али кажете ми втора смена кој работи до 9 часот. Сите работат Има ли до... доволен број на градинки во? Значи, Ги задоволуваат ли? имаме 10 објекти. Нам ни се потребни уште, сега градиме градинка во Бардовци, значи веќе е ставен камен темелник. На таа градинка, ќе градиме градинка во Злокуќени, ќе градиме градинка во Влаје 2. Влаје 2 и Влаје 1 имаат една градинка, меѓутоа таа доста е полна градинка. Ќе градиме и во Влаје 2 и градиме уште една градинка во Нерези и со тоа сме целосно покриени со мрежата на дечја заштита, имајќи во предвид дека имаме и приватни градинки, значи едната се наоѓа во Карпош 3 до градинката Орце Николов и втората се наоѓа во основното училиште Петар Попарсов. Таа е најубавата приватна градинка во Република Македонија, од кој што училиштето Петар Попарсов секој месец од закупнина инкасира по 2700 евра. Така. Состојбата со најстарата генерација, пензионерите. Предвидуваме еден пензионерски дом за најстарата генерација. Ние ќе направиме измени во деталниот урбанистички план, ќе ги ослободиме од комуналии, ќе направиме инфраструктура и евентуално ќе учествуваме со дел од средства во таа градба, но во исто време треба да се вклучи и Министерството за труд и социјална политика, затоа што општина Карпош итекако има потреба во оној дел на граѓанството, а тоа е над 9000 пензионери кои што имаат потреба, дел од нив имаат потреба да бидат сместени во пензионерски домови и навистина жалосна е таа слика да општина како Карпош нема пензионерски дом, има чаир, има автокоманда, има аеродром, има Ѓорче Петров, чаир нема и мислам дека тој недостаток е сериозен и треба да се компензира на граѓаните од третата допа во општина Карпош. Така. Господин Јакимовски, знам дека имате обврски, гледам во часовникот, времето за ова снимање, на ова представување, на ова дебата измина. Јас се надевам дека ќе имаме прилика да се видиме уште еднаш доколку дојде до оној втор круг во општина Карпош. Доколку не, се надевам дека во иднина можеби ќе се сретнете во некоја дебата со вашиот против кандидат или нели бидејќи тој развој на тоа демократско нели општество изискува дебата помеѓу против кандидатите. Општина Карпош е сепак бренд. Така. Ние скачивме на пиедесталот и немаме проблем со младоста. Младоста во некои ситуации е предност, меѓутоа имаме проблеми со искуството. Општина Карпош има и свои тежини, има и свои проблеми. Без доволно менаџерско искуство, без доволно животно искуство, тешко може да се води една локална самоуправа. Јас, прочем, станав градоначелник на 40 години, но претходно имав
9-месечен работен ангажман како новинар во Радио Скопје, па 2-годишен работен ангажман во председателство на Младина на Југославија, па 6-годишен ангажман во приватниот сектор. Бев председател на управен одбор на најголемата штедилница во Република Македонија, председател на Карате Федерација, не знам, работа во невладини организации и така натаму. Значи, целото менаџирање со локалната самоуправа, кога сум станал како градоначелник, една кандидатура 96-та, втора за пратеник 98 година. Значи, и во тој момент во мене имаше огромно политичко, менаџерско и животно искуство. Значи, целото тоа искуство е битен предуслов за да се води една сложена институција како што е локалната самоуправа, која што добива се повеќе и повеќе ингеренции. И јас деновиве она што можам да го видам, гледам дека моите против кандидати, односно мојот против кандидат прави спотови зошто граѓаните да не гласаат за мене. Ама никако не кажува зашто треба да гласа за нив. И дури гледам прави клипчиња во кои што вели ќе продолжиме со реконструкција на фасадите, ќе продолжиме со крововите, ќе продолжиме со реконструкција на лифтовите, како да ви кажам, се она што јас правам, тие викаат ќе продолжиме и не знам зашто толку упатуваат критики, викаат да не гласаат за мене кога сите проекти што јас ги работам, тие апсолутно немаат идеја за било што друго, туку инсистират на истите проекти што јас веќе ги работам. Господин Јакимовски, ви благодарам за учеството во оваа емисија. Ја следевте уште една од дебатите посветени на локалните избори 2017 година. Во фокусот беше општина Карпош. Останете со програмите на телевизија Нова.